7 декември 2023, добра вечер во Централниот дневник на КТВ. Кавадарци ќе добие 10 милиони денари за справување со загадувањето на воздухот. Пензионерите може да аплицираат за користење на бесплатен превоз. Започна изградбата на затворениот базен во Кавадарци. Гостин во дневникот министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска. Со неа говориме за почетокот на исплата на антикризните мерки. Кавадарци ќе добие 10 милиони денари за проектот справување со загадувањето на воздухот. Станува збор за проект имплементиран од UNDP и финансиски поддржан од амбасадата на Кралството Шведска. Пред се сакам да поздравам денешното присуство на Нејзина ексцеленција, амбасадата на Кралството на Шведска во Република Северна Македонија. Ексцеленција нашиот амбасадор на Обединетите нации во Република Северна Македонија, за нивното присуство денеска во општина Кавадарци и за заеднички проекти кои што ги отпуштуваме да ги работиме преку шведската развојна компонента во делот на екологијата, амбиенталното загадување и помеѓу 5 општини каде што ќе се работи во делот на проекти за намалување на аерозагадувањето, подигање на еколошката свест, подигање на менталниот склоп во делот на обновливи извори. Денеска бевме сведоци на првичната опрема која што е добиено, пред се во делот на инспекцијскиот одел на општина Кавадарци, завршење на надзор, превентивни мерки, меѓутоа и сумирање и собирање на резултати од почва, воздух, вода, во делот на инспекцијскиот надзор за потребите на општина Кавадарци и од сите тие истражувања кои што ќе ги добиеме и средствата кои што ги добиено од 10 милиона денари и општина Кавадарци веќе во буџет стави кофинансирање на плюс 10 милиона денари со добивањето на проектите и резултативе. Наредната година ќе преминеме кон имплементација на проект кој ќе биде од значење за жителите на општина Кавадарци во делот на намалување на загадувањето, дигање на еколошката свест и подобрување нормално на животот на сите жители во општина Кавадарци. Општина Кавадарци е проактивна општина и долгогодишен партнер и со UNDP како организација која што многу проекти сме ги заеднички реализирале во општина Кавадарци, меѓутоа и со шведската амбасада која што и така која активна како амбасада за во делот на помагањето на проекти и во делот, поготово на делот на екологијата. Секоја општина мислам дека може да го подобре животот, еколошкото живење и еколошка свест на самите жители во цела држава и тоа ни е долгорочниот спас од добивање на подобри услови во самата локална самоуправа, меѓутоа и подобри услови за живот на нашите најмлади сега, кои што треба да им оставиме подобра иднина и во делот на загадувањето, и во делот на екологијата и на нивната еколошко воспитување или ментална свест во делот на екологијата. Уште еднаш благодарност до двајста амбасади за поддршката и до сите чинители на општина Кавадарци кои што ќе бидат вклучени во овој проект за имплементација. Навистина ми е мило што сум денес овде во Кавадарци, како што реков претходно, ова е моја прва посета, но се надевам дека не е и последна на општина Кавадарци. Дојдов тука да видам како напредува релевантната работа што UNDP ја спроведува во однос на справување со загадувањето на воздухот во 5 пилот градови во Северна Македонија, во кој што е вклучено и градот Кавадарци.
Населението во Западен Балкан е изложено на најголеми концентрации на загадување во воздухот во Европа, што се значително повисоки отколку оние националните нивоа препорачани во земјите ЕУ членки. За решавање на ова е еден комплексен проблем кој што бара заедничка, повеќе димензионална акција. Затоа ова прашање е високо на агендата на националната агенда за Северна Македонија, но како и за поддршката на Шведска на земјата. Како еден од најголемите билатерални донатори, Шведска даваше поддршка на различни проекти кои што се фокусираат на реформи во областа како што се демократијата и човековите права, родовата еднаквост, промени во животната средина и климатските промени, инклузивен економски развој и достапен буџет од 7 милиони евра годишно. Преку оваа своја активност, Шведска предонесува за подобрување на еколошките предизвици во земјата и за прилагодување на еколошките стандарди на Европската Унија. Оваа поддршка значително се фокусира на загадувањето на воздухот, на управувањето со отпадот и на климатските активности. За Шведска еден клучен аспект е локалната собственост на овие проекти. Навистина ни е мило што Министерството за животна средина и физичко планирање заедно со општините и со UNDP се наши вредни партнери во овој проект, за да можеме заедно да соработуваме и да ја споделуваме одговорност. Главната цел на Шведска е да ја даде поддршка на Северна Македонија во незината во процесот на интеграција во Европската Унија. Важноста на овој проект во однос на севкупната перспектива за реформи за Европската Унија е очигледна. Во решавање на проблемот со загадување на воздухот, важно е да се напомене дека ова не е само едно еколошко прашање, туку се однесува и на јавното здравје, на социјалната правда и на одржливиот развој. Со нашите заеднички активности ќе имаме моќ да го совладаме овој предизвик и да обезбедиме поздрава и посветла иднина за нашите идни генерации. Господине градоначалник, сакам многу да ви се заблагодарам што ме поканивте и сакам да ви посакам голем успех во овој проект што ќе доведе до подобар квалитет на воздухот во Кавадарци и во другите 4 општини што се вклучени во овој проект. И навистина ми е мило што сум денеска на почеток на овој проект за справување со загаденоста на воздухот во општина Кавадарци. Како што сме сите свесни, загадувањето на воздухот е еден од поголемите предизвици за земјата и низ годините UNDP заедно со помош од Шведска се залага за намалување на заканата од загадениот воздух и за ублажување на климатските промени. По успешно спроведената прва фаза од овој проект, која што беше во град Скопје, сега ја почнуваме втората фаза во 5 други општини. Со проектот во Скопје, повеќе од 130 домаќинства може да го подобрат квалитетот на воздухот како во домовите, така и надвор. И сега во втората фаза ќе го прошириме овој проект во 5 други општини, тоа се Кавадарци, Струга, Гостивар, Струмица и Куманово. Универзитетот Гоце Делчев од Штип заедно со познатата лабораторија Ампикон ќе спроведе една соопфатна програма за мерење на загадувањето на воздухот и ќе спроведе студии за одредување на уделот на извори од каде што доаѓа ова загадување на воздухот, што ќе помогне да се подготват соодветни мерки за решавање на овој проблем. Научниците од оваа лабораторија исто така ќе вршат мерење, односно ќе го проучуваат воздухот и внатре во 2 училишта и 2 предучилишни установи во секој од овие 5 градови. Важен дел во борбата против загадувањето на воздухот на локално ниво во рамки на проектот е да се изградат капацитетите на локалната администрација и на нивните инспекторати во овие општини каде што ќе се спроведува проектот. Како дел од оваа иницијатива беше набавена опрема, дел од неја можете да видите и тука за сите овие 5 општини, значи дел од опремата содржи информатичка опрема, заштитни оддела, сензори за мерење на бучава и GPS уреди. Мислам дека почетокот на овој проект е навистина доаѓа во вистинско време со оглед на тоа што сега се одржува и конференција во Обединетите арапски емирати на тема на климатски промени и представник од Северна Македонија учествува на оваа конференција. Значи, оваа борба со загадувањето на воздухот е поврзана со многу договори кои што Северна Македонија ги има подпишано и се поврзани со целите за одржлив развој, поточно целта број 13 и со законодавството на Европската Унија што е поврзано со животната средина.
На крај сакам да се заблагодарам на владата на Шведска за финансискиот придонес, односно финансиската поддршка и на градоначалникот Јанчев за неговата проактивност. Шведската амбасада е еден од нашите најдобри партнери во земјата, а општина Кавадарци е една од најдобрите општини каде што соработуваме во земјата. Јавното предпријатие Градски превоз Кавадарци ги известува сите пензионери на територијата на општина Кавадарци дека од вторник 12 декември можат во просториите на Туристичко информативно биро Кавадарци да ги достават потребните документи согласно правилникот за утврдување на критериуми за користење на бесплатен превоз на територијата на општина Кавадарци. Потребни се следниве документи: копија од лична карта и чек од пензија. Денеска започна изградбата на затворениот базен во Кавадарци на локацијата на поранешна лалуна. Црвениот крст на Република Македонија во периодот од 1 до 7 декември ја одбележува неделата на борба против ХИВ-СИДА под мотото Глобална солидарност, заедничка одговорност. Целта на одбележувањето е заеднички да се даде придонес за подигање на јавната свест кај младата популација. Вчера во одбележувањето на оваа недела беа вклучени и младите од Општинската организација на Црвен крст Кавадарци. Тие изработуваа машни во знак на ХИВ-СИДА, кои потоа ги поделија на членовите од раководниот одбор и на граѓани. Дел од машните беа лепени на лист со надпис за недела на борба против ХИВ-СИДА и истите беа оставани на автомобилите паркирани во центарот на градот. Исто така од Црвен крст Кавадарци информираат дека волонтерите од клубот на млади изработиле и видео порака со едукативна содржина. Почитувани, вие сте со Дневникот на КТВ. Во продолжение ќе говориме за антикризните мерки кои што ги донесе владата, а кои што имаат за цел да помогнат на најранливите категории граѓани. Во продолжение, во разговор со Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска ќе ги објасниме мерките, начините за аплицирање и кога ќе почне исплатата на истите. Министерке, благодарам што сте наши гости. Добро вечер и благодарам на поканата да бидам дел од вашата емисија. Многу од граѓаните или дел од граѓаните велат ова е популизам, се купуваат гласови, нели избори доаѓаат, меѓутоа има луѓе на кои што сериозно секој денар им е значаен. Токму тоа беше и мотивот владата да креира поширок пакет на антикризни мерки. Ајде, кој се може да биде опфатен и е опфатен со овие антикризни мерки? Најнапред за популизмот кој што произлегува од опозицијата, затоа што не е право што владата во секој момент наоѓа начин како да помогне на најранливите и сега во овој момент како да се справат најранливите категории на граѓани и бизнисот со продолжените ефекти од енергетската и ценовната криза. И ако се вратиме наназад, не многу оддамна, минатата година во декември ние исто така донесовме закон за финансиска поддршка, кога далеку беа изборите, што потврдува исто и во делот на корона кризата. Ова е 9-ти пакет на антикризни мерки, што значи дека ние во континуитет се грижиме за најранливата категорија на граѓани, така да нема место за популизам и ако ги видиме време траењето на овие мерки, ќе видите дека некои траат во континуитет цела година, некои завршуваат пред изборите, а некои и после изборите си продолжуваат да си траат. Така да, навистина, кога нешто е добро креирано, треба да се пофали. Не треба секојаш да се критикуват политики, особено политики кои што се наменети за најранливата категорија на граѓани. Пензионерите се дел од најранливата група, барем оние со ниски пензии, исто така и тие се дел од антикризниот пакет. Така. Како ќе добиваат, кога ќе добиваат? Повеќе целни групи имаме, најнапред да почнеме со пензионерите. Од пензионерите со примања до 14.000 денари ќе земат по 3.000 денари во време од 5 месеци, значи вкупно 15.000 денари. Овние од 14.000 денари
до 16.000 денари ќе земат по 2.000 денари во време трајање од 5 месеци, значи вкупно 10.000 денари, и од 16 до 19.000 денари сите пензионери кои што влегуваат во таа група ќе земат 5 месеци по 1.500 денари, односно 7.500 денари. Нема да има аплицирање, затоа што согласно списоците на Фондот за пензijско и инвалидско осигурување, со исплатата на пензиите од претходниот месец, наредниот месец ќе се исплаќаат оваа финансиска поддршка, така да е олеснителна околност што пензионерите кои што се од до 19.000 денари што взимаат пензија, нема да имаат дополнителни обврски, да аплицираат, да чекат, туку ќе бидат објавени списоци секако на страницата на Фондот за пензijско, на страницата на Министерството за труд и социјална политика, и доколку некој смета дека треба да добие, а не е вклучен во мерката, тогаш ќе може да си поднесе приговор, исто како и минатиот пакет на антикризни мерки, така да до крајот на декември ќе биде исплатена првиот рата, односно првиот дел од финансиската поддршка за пензионерите и за останатите целни групи. Кој се друго? Исто така лицата со посебни потреби и тие се вклучени во антикризните мерки. И децата до 26 годишна возраст кои што примаат посебен додаток, и лицата со попреченост се вклучени во антикризните мерки, и самохраните родители кои што се приматели на гарантирана минимална помош, сите тие во време од 5 месеци ќе примаат по 2.000 денари, односно вкупно 10.000 денари дополнително на нивната трансакцијска сметка. Исто и за овие наши граѓани, сограѓани, нема да има потреба за аплицирање, затоа што сите тие примаат некакво право од социјална заштита, и согласно исплатата од последниот месец листата, на истите лица ќе им биде овозможена финансиска поддршка. И она што е најважно и кај пензионерите, и кај овие лица кои што ги спомнав, приматели на право некакво од социјална заштита, доколку во времето на траење на мерката, финансиската поддршка го остварат право, дополнително остварат право на попреченост, на посебен додаток, се пензионират, остварат право на пензија и влезат во овие групи, тогаш и тие ќе се вклучат во исплата на финансиската поддршка се до траењето на оваа мерка. И оваа категорија што ја споменавте, исто така ќе добие во декември исплата или? Така, во декември ќе добијат исплата. Денес го усогласуваме законското решение со Секретаријат за законодавство. Овие денови на онлайн седница ќе помине на влада и ќе се поднесе, верувам, следната недела во собрание, да може што поскоро да помине на собрание. Не верувам да има некакви обструкции на собрание, затоа што се работи за финансиска поддршка на најранлива категорија на граѓани, да можеме до крајот на годината да исплатиме предвидената поддршка. Широк е пакетот на антикризни мерки, исто така за работодавачите кои што ќе исплаќаат зголемена плата, исто така се добива поддршка. Што значи оваа мерка? Пред да ја спомнам мерката за приватниот сектор, за работодавачите, за раст на платите, сакам да споменам само дека и имаме мерки кои што се во делот на младите и студентите. Сите основци и средношколци кои што потекнуваат од семејства со вкупен месечен приход до 50.000 денари на родителите, до 50.000 денари, значи тука некаде две минимални плати, ќе добиваат сите основци кои што се во таа категорија по 1.200 денари месечно за период од 6 месеци, а учениците во средно образование ќе примаат секој месец по 1.800 денари. Тоа е од едно дете. Од едно дете, да. Ако имате две деца, тогаш ќе си аплицирате и за две деца, дали се во средно дете, дали се во основно или во средно, независно за секое дете ќе му биде исплатен, ќе биде исплатено зависно во која категорија, 1.200 или 1.800, и овде ќе се аплицира преку училиштата, ќе се овозможи
многу полесно да им биде на родителите и на учениците при апликацијата, ќе се аплицира во соодветното училиште каде што учи, само потврда од месечните примања на родителите, а училиштата ќе испраќаат до Министерството за образование. Исто имаме и за студентите мерка, за оние студенти кои што студираат надвор од, студираат надвор од местото на живење, ќе може да добиваат финансиска подршка за автобуски билет, најмалку зависно значи од километрите на оддалеченост од градот на студирање, од 600 до 1200 денари, и оваа мерка ќе се добива 7 месеци, односно до завршувањето на учебната година за студентите до јуни. Така. За приватниот сектор. Така. Да, за приватниот сектор оваа мерка е направена поради раст на плати и поради интересот на приватниот сектор за да добијат некаква финансиска подршка од државата со која што би ја зголемиле платата на вработените. Зголемувањето од 3000 до 9000 може да се зголемат платите, а ослободувањето ќе биде на ослободувањето од придонеси ќе биде на зголемениот дел на платата во делот на пензиско и здравствено осигурување. Исто така и за оваа мерка се подготвува Министерство за финансии заедно со вице-премиерот за економски прашања Битики и со Министерот за труд и социјална политика. Го финализираме законското решение за да може да таму ќе бидат објаснети условите. И ова мерка започнува од 1.1.2024 година, така да имаме време до крајот на месецот да го донесеме законот, да се објасни убаво на работодавачите на кој начин и како може да аплицират за покачување на платите на своите работници. Ова мислам дека во вистинско време е мерка која што ја носиме, затоа што и за работодавачите е многу важно за да ги задржат работниците, а при тоа да им ја зголемат платата зависно, нели, од продуктивноста на работникот. Има можности од 3000 до 9000 зголемување на платите. Повеќе сектори, министер, ќе протестираат, бараат повисоки плати. Велите легитимно е да се протестира. Се разговарали за покачување на платите во 2024, се размислували на таа тема? Видете, ние оваа година го донесовме општиот колективен договор за јавниот сектор. После 17 години низ еден конструктивен диалог со синдикатот, со Сојуз на синдикати на Македонија си подадовме рака, ставивме подпис, каде што се регулира растот на платите во јавниот сектор. Растот на платите се случи во септември 2023 година, се покачија платите 10% на сите вработени во јавниот сектор. До крајот на годината сите вработени во јавниот сектор ќе добијат регрес за годишен одмор К15. Дел од нив никогаш во животот не добиле регрес за годишен одмор. Сега, дури некои по 15, по 20 години работно искуство, прв пат добиваат регрес за сите вработени 120-130 илјади во јавниот сектор. Согласно општиот колективен договор во септември 24 година исто така е предвидено зголемување на платите согласно индексот на трошоците на живот, односно инфлацијата, се што е од 3% нагоре доколку е индексот на трошоци на живот, толку ќе биде зголемувањето на платите во јавниот сектор. Ако инфлацијата е 8%, ако е 10%, значи имаме од 3 до 10, 7% зголемување на платите на сите во јавниот сектор. За да во март 2025 година се воспостави новата методологија, односно коефициент за секое работно место согласно сложеноста на работното место помножено со просечната плата. И тука добиваме еден системско решение, трајно решавање на постојан раст на платите, што е одлична можност. И сега при едно вакво решение, после 17 години, по 3 годишни усогласувања, дебата, диалог со синдикатите, ние го донесовме
покажавме волја дека и спремност како влада дека платите на сите треба да растат и се организираат низ различни сектори да протестира. Легитимно е да се протестира во една демократска држава, меѓутоа дали треба да се протестира кога имаме раст на платите е друго прашање. Пред некој ден Уставниот суд донесе одлука да донесе посебна мерка за покачувањето на платите во финансии, така да верувам дека ќе најдеме решение за 78% до крајот на годината. Тоа е тоа што најмногу ги разбранува страстите покачувањето. Да, ма сето тоа се одлуки кои што не зависат од влада. Покачувањето на платите на функционерите одлука на Уставниот суд, јас тоа постојано го зборам. И сега во моментот за да го решиме тој проблем треба да смениме 7 закони. Дали законите ќе поминат во парламентот, дали опозицијата вели ние веднаш ќе го средиме тоа кога ќе дојме на власт, ќе ги намалиме платите, меѓутоа сега никој не се откажува никој од тоа. Они опозицијата, научени сме на популизмот на опозицијата многу одамна. Значи 11 години бевме сведоци на нивни популистички мерки. Велат ќе седнеме со пензионерите, ќе разговараме. А ние со кој седиме? Со децата од јаслена група да разговараме за проблемите на пензионерите? Не. Ние разговараме со пензионерите. Значи, и во текот на денешниот ден, јас се видов со пензионерите. Разговаравме за мерките, разговаравме за идните политики. Задоволни ли се од ова што ќе го добијат? Најголем дел од пензионерите се задоволни. Затоа што тие сакат сигурност на месечната исплата на нивните пензии. Не далеко ни се времењата кога пензиите се исплаќаа во неколку групи, на неколку пати во месецот. ВМРО исплаќаше не ги исплаќаше сите пензии наеднаш. Да. Исплаќаше едни на први, едни на 10, едни на 20. Тоа укажува дека во тоа време не бил стабилен пензискиот систем. Како се собирале пари, така се исплаќале пензии. Сега имаме во короната, имаше заради сигурноста на оздравието, безбедноста на здравието на пензионерите, ги поделувавме во 2-3 групи, меѓутоа предвремено исплаќавме. Сега, кога заврши корона кризата, секој први пензионерите си ги добиваат пензиите на нивната транзакцијска сметка. Ке продолжи на први исплатата. Апсолутно. Секој први, само доколку први се падне сабота и недела, значи првиот нареден ден во неделата, секој први ќе си ги добиваат пензиите. Пензискиот систем е стабилен. Постојано се намалува дефицитот во пензискиот систем. Од 47 сега и 32 сме дојдени за следната година. Дури во декември може да се намали многу повеќе, затоа што ќе имаме поголеми приходи во фондот за пензиско и следната година проекциите се дека ќе се намалува тој дефицит. Тоа значи стабилен пензиски систем и тоа значи дека можеш да размислуваш за многу други мерки за пензионерите. Некако кога стивна интензитетот на протестите на групите пензионери кои што протестираа, значи ли тоа дека со пакетот антикризни мерки на некој начин испаднаа задоволни дека ќе им се помогне? И работи ли работната група која што се формира нели за минималната пензија? Најголем дел од ние имавме и со премиерот имав средба со поголем број на пензионери, постојано имам средба со пензионери, најголем дел се задоволни. Јас знам дека на секој, особено на оние пензионери со 14.000 до 14.000, 3.000 денари месечно дополнително ќе им значи многу. Ако не друго, ќе си ги платат дрвата или другиот енергенс кој што го користат во текот на зимскиот период. Оние кои што беа во првите редови на организациониот одбор, ако што има пензии од 40-50.000, не се фатени со овие мерки, и они не беа ни засегнати од ниските пензии, туку од политички побуди беа во организациониот одбор, и нив да им дадеш и 100.000 пензија, тие повторно ќе се бунат и ќе протестираат. Меѓутоа, најважни ми се оние со ниски пензии. И не застануваме тука. Ќе продолжиме повторно со мерки за поддршка
на пензионерите, ќе бараме решенија за нивните проблеми, а секако работната група продолжува да функционира и да се состанува редовно, за да го најдеме решението. Мора да бидеме многу внимателни при решението, за да не предизвикаме дополнителни потреси на пензискиот систем, меѓутоа и да бидеме праведни кон сите пензионери. Во Кавадарци ќе се гради дневен центар за лица со посебни потреби, го подпишавте договорот, како се работите, има ли раздвижување во поглед на тендерот? Да, најважно што беше го подпишавме договорот, се дел веќе од капиталните инвестиции, од програмата за капитални инвестиции и еве колегите од секторот финансии во Министерството за труд и социјална политика заедно со општината веќе го подготвуваат тендерот за да можеме да го објавиме и да отпочнеме со градба. И навистина многу се радувам што овде во Кавадарци ќе отвориме еден модерен дневен центар кој што нема да биде само место каде што ќе се престојуваат децата, туку ќе биде место каде што децата ќе се едуцираат и ќе имаме и работна терапија за одреден начин на рехабилитација. За рехабилитација и за да можеме да ги направиме активни чинители во општеството. Проектот или кампањата Служувалка привршува, денеска бевте и во Неготино. Што значи оваа кампања, министерки, и какви се резултатите од изминатиот период? Така, 16 дена активизам е глобална кампања која што низ сите земји во светот се реализира. Ние како министерство се приклучивме и владата се приклучивме со кампањата Служувалка, која што на 10 декември завршува со денот меѓународниот ден на човековите права и да сум премногу задоволна од одзивот на граѓаните за присутноста на граѓаните на трибините. Во креирањето на самата подготовката на самата кампања сакавме да фатиме што поголем број на целни групи, различни целни групи, зборувавме за насилството врз жените и родово базираното насилство денес кај руралните жените од руралните средини, во жените во униформа, во завчера во касарната во Велес, зборувавме за жените во културата, во Битола, зборувавме за жените кои што произлегуваат од ранливата категорија на граѓани, од приматели на некакви социјални права во Шуто-Оризари. Зборувавме со мисијата на ОПСЕ, организиравме исто еден настан за како институциите одговарат и што треба да одговарат. Всушност и тоа е целта и на Служувалката, да секоја институција, и дури и секој поединец е дел од Служувалката. И доколку секој го стави делот од Служувалката на вистинското место, ние ќе добиеме вистински систем на заштита и спречување на родово базираното насилство. Многу е важна во тој синџир, затоа што е меѓусекторски проблем и комплексен проблем е насилството врз жените, не е надлежно само на една институција, во тој синџир сите алки да функционираат. Почнувајќи од образованието, каде што децата треба да се воспитуваат на вредности, каде што треба да се учат дека насилството е кршење на основните човекови права, дека различностите треба да се прифаќат, дека жените и мажите се еднакви, понатаму низ сите нивоа на образование да постојат програми кои што ќе ги едуцираат и ќе ги учат децата на ненасилно однесување и родово базираното насилство, меѓутоа и насилството помеѓу врсниците е исто така многу присутно. Тема која што треба многу почесто да ја работат стручните служби во училиштето. Апсолутно. Здравството е многу важен сегмент. Полицијата, Министерство за труд и социјална политика со своите центри за социјална работа и на крајот судството и обвинителството како дел од судските органи, кои што целата постапка треба да ја заокружат со пресуда со која што ќе се казнува сторителот на насилство. Министер, ќе благодарам што бевте наши гости и секако новините повторно ќе ги презентираме во некој наредно издание на Дневникот. Ви благодарам и вам.
Го гледате Дневникот на КТВ, продолжуваме со останатите содржини. Дали средбите на Мицкоски со монструмот Палевски се причина за манипулациите на ДПМН? Праша на денешната пресконференција портпаролката на СДСМ Богданка Кузеска. Би започнала со констатација дека ова е можеби една од најтешките пресконференции, бидејќи сметавме дека нема да се случи вака ниско да паднат ДПМН и најгрозоморното убиство во Македонија да го користат во дневна политика. Но колку и да е тешко, мораме да побараме одговорност од Мицкоски, но и одговори на неколку прашања. Мицкоски и ДПМН имаат очигледно изопачена потреба да ја политизираат и злоупотребуваат смртта на Вања, но нивните настапи добиваат нова, опасна димензија. Во интервју Мицкоски без око да му трепне, рече дека има поинакви информации за случајот, зашто треба итно да биде повикан во основното јавно обвинителство и да ги достави. Сакаме да потенцираме дека прикривање докази е кривично дело. Очекуваме институциите веднаш да постапат. Доколку се докаже дека Мицкоски немал докази, сметаме дека постојат елементи за одговорност за негова и тоа првично за подкопување на истрагата, но и второ ширење паника и страв меѓу населението. Злоупотребата на убиството на дете во политичка цел и етички и од секој аспект е еднакво злосторство како и самото убиство. Мицкоски и ВМРО ДПМН треба да одговорат дали овие манипулации кои ги прават се со цел да дефокусираат од неодговорените прашања на Мицкоски за средбите што ги имал со Палевски. Го прашаа некои медиуми, а еве денес и ние повторно прашуваме, дали се гледале и зашто разговарале и договарале Мицкоски и Палевски. Палевски беше близок соработник на режимот на ДПМН, кој јавно го поддржуваше Мицкоски, но и нивниот коалицијски партнер Левица. Со радикални ставови, Палевски беше алатка на ДПМН во црна кампања против СДСМ, но и против се што означува демократија во Македонија и за подгревање етнички тензии. Како дел од Бојкотирам, заедно со ДПМН и Левица, беа против членството во НАТО. Неговата маргинална политичка партија со радикална и проруска ориентација е производ и алатка на политиките на преќутна агресија од страна на ДПМН во изминатите 2 децении. Затоа, надлежните органи пред се јавното обвинителство, согласно законот, имаат обврска да ги истражат односите на Палевски со сите негови соработници, вклучително и со Мицкоски. Христијан Мицкоски во најмала рака треба пред јавноста сам да одговори на прашањата. Секој треба да одговара според закон доколку креира лаги за вакви сензитивни и сериозни настани, како случајот со убиството на малата Вања. Возилото со кое е киднапирана Вања 3 дена било на скопските улици. Спасовски да даде одговор зошто не е детектирано од Сейф Сити, а е пријавено уште на 22 побара на денешната пресконференција од ВМРО ДПМН. Возилото со кое била киднапирана и убиена Вања е пријавено за исчезнато уште на 22 ноември во МВР, а веќе на 24 е во Скопје. Во пресод во продолжение ќе ги објасниме пропустите на МВР, за кои очекуваме одговор. Според досегашните познати информации, прво осомничениот Палевски извршил убиство врз велешанецот Панче Жежовски. Му го земал возилото и со денови шетал слободно, пошто извршил уште едно убиство и избегал. Зошто? Затоа што МВР направило серија на пропусти со ненавремено и непрофесионално расветлување на случајот со исчезнувањето на велешанецот Панче Жежовски. Имено, МВР, по пријавувањето на исчезнувањето на Панче, од самиот почеток не превземале конкретни и сеопфатни оперативни мерки. Легитимно се поставуваат прашања за кои повторувам. Искажуваме сомнеш дека МВР направило пропусти во постапувањето и бараме МВР да одговори. Под 1. Дали се превземени мерки за детално пребарување на просторот, односно да се открие каде имало зрачење и да се открие телефонот, затоа што според свиркач, телефонот е пронајден дури после 4 дена. Под 2. Дали се превземени детални мерки преку операторот на телефонскиот број на исчезнатиот, за да се обработат листите на разговори кои ги остварило лицето во изминатите денови наназад. Под 3. Дали е точно
дека од вештачењето на трагите на телефонот на исчезнатото лице се пронајдени траги на лице кое моментално е на издржување на казна затвор. Под 4. Дали е точно, внимавајте, дека возилото на Панче било пријавено за исчезнато во МВР уште на 22 ноември, 5 дена пред убиството на Вања, а министерот тврдеше дека потрага по возилото немало, затоа што не знаеле дека било исчезнато, заедно со Панче. Под 5. Зошто веднаш не е објавена централна потрага за возилото на исчезнатиот, кога за истото, покрај пријавата во МВР на 22, дури и на веб портал на 25 е посочено дека возилото е исчезнато. А за кое повторувам, министерот за внатрешни тврдеше дека не знаеле дека е исчезнато заедно со исчезнатиот Панче. И 6, и најважно, дали е точно дека возилото со кое било убиена Вања било уште во петокот, односно 3 дена пред убиството на Скопските улици, спремно да биде искористено за убиство. Очигледно е дека се направени кардинални пропусти за кои, ако МВР имаше навремен одговор, може би убиството на исчезнатото лице Панче немало да биде спречено, но монструмите ќе биле спречени да направат уште погрозоморен чин. ВМРО ДПМН поднесе 250 амандмани на предлог буџетот за 2024. Дел од нив се за електричната енергија, акцизите и намалување на ДДВ-то за основни прехранбени производи. Денеска започнува разгледувањето на амандманите за буџетот за 2024 година. Во досегашната дебата, колегите од СДСМ не ја прифаќаат реалноста за состојбите во Македонија. Јавниот долг е алармантно висок и на историско највисоко ниво, а економскиот раст ни е далеку под просекот наспроти земјите од регионот. Ова мора да се помени часно скоро, а тоа ви ветуваме дека ќе се случи по изборите во мај идната година. Претеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата за овој предлог буџет поднесе 250 амандмани, преку кои сакаме да интервенираме и да поправиме нешто што се уште може да се поправи. Имено денес, на првиот ден од амандманската расправа, ќе се разгледаат повеќе амандмани, од кои што би ги изводил амандманите кои се однесуваат на намалувањето на ДДВ-то за електрична енергија, ДДВ-то за огревното дрво, ДДВ-то за храната, но и намалувањето на акцизата за горивата. Сведоци сме дека во изминатите неколку години цената кај овие категории е драстично покачена, речиси и 50% наспроти периодот пред пандемијата. Во исчекување сме на ново покачување на цената на струјата од страна на партизираната регулаторна комисија за енергетика и токму затоа бараме државата повторно да го намали ДДВ-то од 18 на 5% со цел да им помогне на сите домаќинства. Дополнително, огромен дел од домаќинствата се загреваат на дрва, а знаеме дека во текот на изминатите 2 зими цената на дрвото драстично се покачи, а беа забележени случаи и на измамени пензионери и граѓани. На дрва се грее најчесто оној слој кој што е малку посиромашен и токму затоа бараме намалување на ДДВ за купување на кубик дрво од 18 на 5%, што ќе дое до поевтинување од над 10% за кубик дрва. Последниот амандман, кој е во врска со данокот на додадена вредност, се однесува на храната, со кој што бараме да се поништи одлуката на СДСМ за зголемувањето на ДДВ од 5 на 10% за прехранбени производи. Дополнително, во зависност од пазарните состојби и со цел спас на земјоделците и стопанството, државата треба да се откаже од ДДВ на основни прехранбени производи, наместо истите граѓани да банкротираат. За крај, амандманот кој се однесува за намалување на акцизите кои влијаат на целата економија. Целиот транспорт на стоки ќе поевтини, а со тоа и производите кои ги купуваме во маркетите, меѓуградскиот превоз и многу други гранки во кои значителен инпут се нафтените деривати. Почитувани, се надеваме дека во амандманската расправа пратениците на СДСМ и ДУИ ќе имаат доблест и ќе ги прифатат нашите суштински предлози и сериозно ќе се заштити животниот стандард на граѓаните. Малопродажните цени на бензините Евросупер БС 95 и Евросупер БС 98 од полноќ се намалуваат за 1, а на евродизелот и на екстралесното масло за домакинство за половина денар по литар, соопшти регулаторната комисија за енергетика. Новата цена на Евросупер БС 95 ќе изнесува 78,5 денари за литар, на БС 98 80,5 денари,
Евродизелот ќе се продава за 76, а екстра лесното масло за домакинство по 75 денари за литар. Малопродажната цена на мазутот се намалува за 0,4 денари, поевтинува мазутот и 1 килограм ќе чини 42 денари. Од културата, синоќ беше отворена изложбата Лица на револуцијата, 40 врамени, уникатни, оригинални фотографии за прв пат беа представени пред кавадаречката публика. Голема чест и задоволство е денеска да отвориме оваа изложба. Голема чест е послед 5 града што е конечно во Кавадарци, особено после 130 години од формирање на внатрешната македонска револуционерна организација, како што знаеме, прва основана во Кавадарци на нашата територија. Тука за прв пат во Македонија научната јавност може да види ексклузивни оригинални фотографии на 40 портрети на интелектуалци и македонски револуционери, сите педантно и грижливо збирани далеко од очите на пошироката јавност, но до сега. А нивното презентирање во јавност е од големо значење за македонската историографија. Нашите револуционери избегнувале да се сликат во познатите студија во време на Отоманска Македонија, поради тоа што нивните портрети многу лесно можеле да дојдат во рацете на отоманските власти. Познат е примерот при Лиденското востание, кога четата на војводата Георги Попхристов ја ослободува Невеска, а во зградата во тамошниот полициски началник ги броја портретите, како што вели тој во неговите спомени, сликите на нашите војводи од Костурско. За прв пат во македонската историја имаме привилегија овде во Кавадарци да видиме изложба на која се представени необјавени портрети на овие храбри поединци кои наспроти неволјата и угнетувањето избраа да застанат на посветлата страна на иднината на својата намачена Македонија. Моќта на овие фотографии оди подалеку од обичната носталгија. Тие се портал на суштината за тоа кој бевме, како живеевме и како се обликувавме како нација. Како негувани колекционерски збирки на авторите Димера Тајковски и Душко Апостоловски, овие фотографии ни овозможуваат да се поврземе со нашите предци и татковци, чии дела почиваат врз македонската државност денес, со цел да ги почувствуваме огласите на нивните борби и на нивните триумфи. Но надвор од личното, овие фотографии го чуваат мозаикот на нашето културно наследство. Привлечноста на старите фотографии не завршува со нивното историско значење. Тоа е пред се естетско патување, безвременско, кое извира од минатото. Тие создаваат носталгична и визуелна атмосфера, исполнета со набој, вовлекувајќи не во една долга историска епопеја, во која македонецот и сите оние делови од народи во Македонија зачекориле храбро и одлучно во борбата за слобода и за државност. Едукативната и истражувачката вредност на овие стари фотографии е неизмерна. Тие нудат визуелни докази и историски контекст, поедноставувајќи ги сложените наративи од минатото, правејќи ги подостапни за студентите и за научниците. Тие не се само слики почитувани. Тие се прозорци кон минатото и клучевите на разбирање на еволуцијата на македонското општество, културата и историјата. Ова изложба од 40 оригинални фотографии на авторите Димера Тајковски и Душко Апостоловски го покажува токму тоа. Оти овие оригинални фотографии на македонски познати, помалку познати, непознати херои, кои што за прв пат се појавуваат пред македонската јавност, покажуваат дека дефиницијата на фотографијата на американската слободоумна фигура Сузана Зонтаг, како душа на видливата историја, е наша историска поетика на портрети, во чии очи постоела една земја која тогаш била идеја. Преку овие фотографии на портрети, сушност се открива лицето на сонот за слобода на Македонија во Европа и во светот. Отворајќи ги духовните рамки од овде до безкрајот, изложбата на нашите Димера Тајковски и Душко Апостолски ни ја дава духовната хронологија, но и основниот постулат на македонското револуционерно движење, затоа што овде ќе ги сретнеме сите револуционери од македонското револуционерно движење, оти тука со нас во овој миг се идеолозите и борците
кои, жртвувајќи ги своите животи, сакаа да го отсонат сонот за идеалите на македонската револуционерна борба за Македонија. Драги мои, јас безмерно им благодарам на Ратајковски Апостоловски, затоа што тие ни ги отвораат трезорите на македонската вистина, дури за најкрвавите мигови во тоа историско милје. И дека овде, во Македонија, се наоѓаат сите трезори на духовната цивилизација, зборува и портретот на Илија Крчувалијата, кој најпрви бил ајдутин, поучесник во македонското востание, кој е познат и како Крестенско во 1878 година, и тоа во истото востание во кој бајрактарот на една од четите ќе биде Иван, таткото на Јане Сандански. И кога ќе навлеземе подлабоко во историографијата, ќе видиме дека Илија Крчувалијата потоа се приклучува кон Македонскиот комитет, учествувајќи во Мелничкото востание заедно со Јане Сандански. Тука за прв пат ќе ги видите и фотографиите од убиството на македонскиот војвода, пиринскиот цар Јане Сандански, но тука за прв пат ќе видите фотографијата на Динчо Вретенанов, атентаторот на Тодор Александров. Задоволство ми оваа вечер и имам таа чест да ја отворам оваа изложба на досега необјавени фотографии, односно портрети, насловена како Лице на револуцијата, внатрешна македонска револуционерна организација низ фотографии 1893-1934. Прониклав наслов кој ветува дека ќе биде повеќе од патување низ минатото. Станува збор за револуционерно истражување на едно клучно поглавие во македонската историја, со досега необјавени фотографии низ Илинденската епопеја, кои ексклузивно ќе бидат откриени на јавноста за прв пат. Досега невидени фотографии од колекционерите Димер Ратајковски и Душко Апостолски. Лицата на револуцијата се поединци кои својот живот го посветија за македонската борба за слобода. Меѓу нив би го изделил личностите како Јане Сандански, Ѓорче Петров, Иван Хаджи Николов, Христо Батанџиев, Димо Хаджидимов, Никола Харлаков, Павел Шатев и многу други. Изложбата на фотографии, преку која ќе зачекориме низ историјата на македонската нација, изложба која сега ја прогласувам за отворена. Продолжуваме со спортот. Утре ГРК Тиквеш во Кавадарци ќе му гостува на Партизан Гевгелија. Од денеска стартува елиминацијското коло од ракометниот куп на Македонија. Од денеска па се до недела ќе се одиграат 15 надпревари од елиминацијското коло во Купот на Македонија во ракомет. Бранителот на трофејот Вардар веќе е во следната рунда и ќе ги чека 15 победници од овие надпревари. Денес се играат 3 меча. Утре петок уште 5. Во сабота на програмата се 4 надпревари, додека во недела ќе има 3. Најинтересно се очекува да биде на надпреварот помеѓу двете суперлигашки екипи Голден Арт и Аеродром. На останатите средби, суперлигашите се фаворити против прволигашките ривали. Според распоредот, денеска играат Борец Пролет, Прилеп Јехона и Куманово Текстилец. Утре петок ќе се сретнат Астрајон Струга, Голден Арт Аеродром, Бутел Скопје Македонија Ѓорче Петров, Драчево Алкалоид и во Кавадарци утре петок од 19 часот и 15 минути екипата на Партизан Гевгелија фигуративно ќе му биде домаќин на ГРК Тиквеш. Во сабота ќе играат Еврофарм Пелистер 2 Овче поле, Преспа Вардар против Радовиш, Бисинов Мултиесенс и Еврофарм Пелистер Шампион. И за крај во недела ќе се сретнат Кичево Вардар Неготино, Младост Богданци Охрид и Металург ГРА Скопје. 15 победници заедно со Вардар со жребување ќе формираат 4 групи со по 4 екипи, а 4 победници на групите ќе се пласираат на ракометниот Final Four. Евроникел во недела го пречекува Вардар и двете кавадаречки женски екипи играат дома пробаскет со Струга, а Јан Бор со Тим Арена. Во првата машка кошаркарска лига овој продолжен викенд на програмата се средбите од 11-тото коло. Ово последно коло од првиот круг ќе стартува веќе денес со надпреварот во кој шампионот МЗТ ќе го пречека ФНП. Во сабота Чаир ќе му гостува на Охрид, Пелистер го пречекува Кожув, а екипата на Гостивар ќе го нагости Работнички. Во недела на 10 декември во скопската пресметка Феникс ќе се сретне со ТФТ, а во салата Јасмин од 18 часот Евроникел ќе игра со Вардар.
Кај девојките од првата лига, група А, викендов се играат средбите од деветото коло. Во сабота Вардар ќе го пречека Куманово Гризли, а во недела МЗТ ќе игра со Бадел и во Кавадарци од 14 часот во салата Јасмин нашиот пробаскет ќе го пречека в енерджијата тимот на Струга. Средбата Крива Паланка Баскет Кам ќе се одигра на 12 декември. Во групата Б од првата женска лига двојките за шестото коло се Спорт Тим Патриот, Шкупи Охрид, Ринија Пониква и екипата на Јан Борг има тешка задача во Кавадарци против екипата на Тим Арена. Во продолжение да слушнеме каква е најавата за времето од Управата за хидрометеоролошки работи. Утре ќе се задржи променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува умерен до засилен северен ветер поизразен предпладне долж по Вардарието, а температурата ќе се движи во интервалот од 1 до 7 степени. Во недела, во попладневните часови, ќе има локални врнежи од дошта на планините од снег. Потоа во следните денови времето ќе биде стабилно со ниски утрински температури. Од понеделник дневните температури ќе бидат во пораст, освен по котлините каде ќе има услови за појава на магла.